Владата на синоќешната седница донесе уредба со законска сила изборите да се одржат на 15 јули, датум што како конечен во текот на вчерашниот ден го прифатија и потврдија лидерите на СДСМ Зоран Заев и на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Потоа председателот Стево Пендаровски прогласи нова вонредна состојба во време траење од 8 дена. Што велат граѓаните за оваа одлука? Ќе излезат ли тетовци на гласање и колку ќе биде безбеден целиот изборен процес, со оглед на високите бројки на ново заразени со коронавирус на дневна основа. Требало да гласаме, прво се ради коронава не би требало, а и друго нема кому да веруваш више. Све се едни исти си префрлат лоптата од еден на други, а луѓето само тонат економски. Рекоа дека ќе има некои здравствени протоколи за да бидат без. Не може ништо сега да се одберет, да се спаса луѓето кога се во гужва. То надвор кога седиме па е опасно, а не, ама сега ако одлучи државата, ние не можеме ништо да сториме. Би требало да гласаме, ама би требало да се стрпат луѓето. Бар владата кој се ти раководството за едно месец-два. Не е ништо во одмет. Не, нема за кого да гласам. Не. Да. Мислите дека ќе биде безбедно со оглед на состојбата со вирусот? Треба да помине више, месец дена тогаш има. Треба да се расчистат тие работи до сега. Баје време помина, па и ова ќе му дојде на крај више. Ќе излезем, зашто да не? Мислите дека ќе биде безбедно со оглед на ситуацијава? Мислам зашто да не биде безбедно. Сигурно не. Зошто? До тука ние дојдеме. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека крајно време е да се врати целосното функционирање на собранието и на државните институции. Одговорност е да направиш се за да обезбедиш институции кои на граѓаните им служат со полн капацитет. Ни треба активно собрание, домот на демократијата, домот на народните представници мора да биде активен. Ни треба целосно функционална политичка влада. Тоа ние треба на сите, пред се на граѓаните, а потоа и на власта и на опозицијата да го возможиме. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН пак рече дека сите ризични групи граѓани ќе може да гласаат од дома. Треба да знаат овие луѓе дека ќе гласаат од дома на овие избори. И така ќе ги заштитиме најранливите категории. Сите оние со хронични заболувања кои беа опфатени со мерките на предпазливост во периодот на ворената состојба. Како и различните групи од над 65 години старост, сите тие ќе гласаат од дома. За останатите ќе има доволно ред и простор и време со минимум ризик да гласаат. Гласањето на изборите на 15 јули ќе почне во 7 часот наутро и ќе биде продолжено за 2 часа од досега вообичаеното, односно непрекинато ќе трае до 21 часот. Министерството за здравство, согласно утврдените протоколи од Комисијата за заразни болести, се задолжи да обезбеди маски, ракавици и друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи и средства за дезинфекција за секое избирачко место.